Негирањето на постоењето на македонскиот јазик од страна на соседните земји се врши и сега во 21 век. Притисокот се прави и во насока на асимилација, вели и книжевник Милена Илиевска. Во 21 век, за жал, македонскиот јазик се соочува повторно со една огромна репресалија. Зборуваме за репресалија од странски фактори. Да не бидеме погрешно разбрани, значи нашите соседи кои да ни се дадени од Бога, но тие не сакаат. И сега моментално останува да се земе она што е останато од нашата идентификација како народ, а тоа е нашиот јазик. Сега толку ли многу го сакаат македонскиот јазик што секој сака да го присвои, тоест да си наметне печат дека е тоа негов мајчин јазик, тоест дека македонскиот јазик не е автентичен. Исто како да се враќаме на почетокот на 9 век. На трибината одржана по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик беше посочено дека низ историјата македонскиот јазик се соочувал со голем број предизвици кои се надминувале. Доцент доктор Михајло Марковиќ е доцент доктор по македонистика. Тој имаше свое опсежно излагање, но онолку колку што дозволи времето, но сепак го опфати целиот тој период од 6 до 9 век, за дамаскинските ракописи, за вистинскиот начин на создавањето на македонскиот јазик, за неговото обстојување низ вековите, зборуваме за оние 500 години турско робство, потоа двете војни, првата и втората светска војна, неговата кодификација во 20 век, и дојдовме до онаа граница каде што пак доаѓаме до моментумот кога веќе македонскиот јазик е повторно загрозен. Моето образложение беше, тоест и моето излагање таа вечер беше во врска со македонските апостоли на литературата, потоа она многу контроверзно прашање за каменот на Розета. Тоа беше и нашиот камен на сопнување, јас така го нарекувам помеѓу мене и магистер Михајло Марковиќ. Но и зборувавме за тоа дали го сочувавме правилно аманетот на светите браќа Кирил и Методи за нашиот јазик. Глобализацијата исто така е најновиот предизвик со кој се соочуваат сите мајчини јазици, па и македонскиот. Ментално сите сме свесни дека на ниво на свет е најпопуларен англискиот јазик, додуше се смета и за интернационален јазик, а македонскиот јазик, што е својствен со сопствен акцент, сопствена интонација на зборување, како да ги поприма тие надворешни влијанија. Ние се соочуваме со губење на она што е наше македонско вистинско. И навистина дали сме дојдени во една, јас ја велам, ја нарекувам жилет ситуација, кога одиме по многу тенка линија да се изгубиме и себе си како народ, само затоа што не знаеме конкретно да си го чуваме нашиот јазик на вистински начин. Трибината насловена Екзогенеза на македонскиот јазик и неговото премрежие беше организирана од Комисијата за култура при Унијата за млади сили на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово.